Почитувани сограѓани, локалната власт понуди иновативно решение, како сите проблеми во општината е веќе втор мандат, така и овие да се решат преку џебот на граѓаните. Тврдат дека поскапувањата на услугите на јавните предпријатија се оправдани, затоа што платите треба да се зголемат, а режимските трошоци порастанат. И ние се согласуваме, да, платите на работниците мора да растат, тоа не е спорно, но прашање е кој навистина треба да ја понесе таа обврска. Дали тоа треба да биде општината која управува со јавните предпријатија или повторно граѓаните преку нови и нови поскапувања. Како и секогаш до сега владеачката ДПМН се одлучи за втората најлесна опција за нив. Нека плаќаат граѓаните. Поскапеа комуналните услуги повторно 30%. Гробарината за неверојатни 50%, додека паркингот поскапува за 30%. Сите овие услуги не се луксус. Тие се основни секојдневни потреби. Тоа се така наречени режимски трошоци кои директно го погодуваат секое семејство. Очигледно за оваа власт грижата за граѓаните значи граѓаните сами да се грижат за се, за платите на работниците и за трошоците и нормално за лошото управување на оваа власт. Наместо рационализација, подобро менаџирање и одговорно трошење на буџетските средства, добиваме најлесно решение покачување на цените. Иронијата е што кога треба да се пофалат, велат дека економијата расте. Но кога треба да се покријат трошоци, тогаш граѓаните мора да плаќаат повеќе. Ние како опозиција јасно порачуваме. Платите на работниците мора да растат. Но тоа не сме да оди исклучиво на товар на граѓаните. Општината има обврска да најде одржливи решенија, а не да окористи секое поскапување како прв и единствен одговор. На ова локална власт и се даде доверба и уште една шанса да покажат грижа за граѓаните. А тие и овај пат покажуваат дека единствено мирно решение е граѓаните едвај да врзат крај со крај во месецот. Но сепак, на крајот останува само народот, кој ќе треба да пресуди на следните избори дали ова е најдоброто решение кој им се понудило. Ви благодарам.